Почитувани, добар ден и добре дојдовте во уште едно издание на политичкиот магазин За или против. Денеска со мене Елена Марковска-Цветановска, 18 часот и околу 10 на минути. Стандарден термин кога ја започнуваме дебатата на телевизија Алфа и сум сигурна дека веќе сте пред малите екрани, бидејќи имавме најава дека ќе имаме денеска одлични гости. Кога се договаравме за гостување во емисијата, двајцата има ист коментар, дека постојано се заедно на дебати, меѓутоа секогаш излегуваат одлични и добри емисии с протиставени ставови за различни теми кои што ја мачат Македонија. Да ги најавам на почеток, Александар Пандов, добро вечер и добре дојде во телевизија Алфа, Патриотски институт на ВМРО ДПМН, може така, и Стојанче Ангелов, добро вечер и добре дојдовте во Алфа, председател на партијата Достоинство и директор на Центарот за управување со кризи. Добро вечер, благодарам за поканата. Насловот на вечерашната емисија некако се наметна по ова денешка што се случуваше, односно брифингот со председателот на Собранието Талат Џафери со новинарите и вчерашната пресконференција на председателот на државата Пендаровски. По Пендаровски денеска и Џафери се предомисли, вели уставните измени ќе влезат во собрание без обезбедено двотретинско мнозинство. Што се спрема? Кој сака да почне, повелете, Пандов? Еве јас. Видете, можат и Стево Пендаровски и Талат Џафери да си ја тераат својата агенда. Нивната агенда одавна е јасна, а тоа е да спроведуваат штетни политики кон Република Македонија и посебно кон македонскиот народ. Тоа е во континуитет веќе 6 години. Да се подсетиме дека 2018 година го подпишаа оној бугарски договор кој што сега еве дојдено е до тие уставни измени да треба да се прават. Подоцна го подпишаа Преспанскиот договор и они си ја тераат својата агенда. За цела среќа во Македонија постои ВМРО ДПМН, партија која што пак е во буквална смисла на зборот на браникот на македонските национални интереси и во даденава ситуација ВМРО ДПМН и незините пратеници се 100 против овие уставни измени. Нивно право е да ги буткаат и тоа ги буткаат онака како што го прават. Повторно незаконски, нели направија некој адхок тело во кое што ја ставија нивната првенка Цаца Николовска, мислам дека се вика женана, кое што има нешто СДС да правно да протуркува, она е фронтмен нивни, така и овој пат е, но повторно ќе ти кажам, ВМРО ДПМН е против носење на овие уставни измени на ваков начин, под овие услови. Причините и во емисијава ќе ги искоментираме, меѓутоа сосема накратко, тоа е тие уставни измени би биле како гаранција за закочување на патот кон таа Европска Унија. Тоа би било гаранција дека ние би биле на крајот на секоја година условувани од Република Бугарија да ги прифатиме нивните пред се политички, а преточени во историски барања кои што ги имаат, односно јас ти и Стојанче да бидеме граѓани, односно народ кои што имаат бугарски корени, кои што говорат, како го нарекуваат они нивни диалект, нашиот јазик, дека нема корен и дека на крајот од денот овдека живее народ кој што како нарекува они еден народ во две држави. Само, Кусто, ќе ми дозволиш, зошто го поставив ова прашање? Затоа што Талат Џафери уште пред неколку месеци, пред 2-3 месеци, чинам исто на брифинг со новинарите, кажа дека нема никаква смисла, ако нема поддршка и двотретинско мнозинство, нема никаква смисла уставните измени да влезат на дебата. Од каде сега овие различни ставови, па кои што ги подкрепи и председателот на државата? Конечно е нивно е да пробаат. Они се надаваат дека те ќе оствареле, ќе нашле доволен број на пратеници. Јас одговорно тврдам дека тие уставни измени во ВМРО ДПМН ќе најдат пратеници? Не знам од каде ќе ги најдат. Меѓутоа, веројатно очекува дека од ВМРО ДПМН ќе најдат. Или не знам од која друга. Има ли такво нешто? Нема. Нема, Елена, они нема да имаат доволен број на гласа. Нема шанси да имаат, едноставно. Јас
во опозиција ВМРО ДПМН никогаш сум го познавал покомпактно, посозбиени редови и што е најважно, пратеничката група, нашата пратеничка група на ВМРО ДПМН сврсто стои на тоа дека под вакви услови со овој бугарски договор како што стои, ние нема и пратениците нема да ги гласаат. И тоа е конечна работа. Тоа е, можеби е и добро, меѓу нас кажано, можеби е и добро час поскоро, за да се расчисти таа магла. Имаат, немаат. Еве, нека ги стават во собрание, нека ги донесат и уставни измени во собрание, ќе сватат, пошто тоа има неколку фази. Уште во првата фаза, кога им се потребни 80 гласови за отварање на уставот, они ќе видат дека не ги имаат тие 80 пратеници и дека нема да поминат тие уставни измени и тоа можеби па ќе биде доволен добар сигнал колку толку ние повторно има шанси во таква ситуација да одиме на предвремени парламентарни избори, затоа што секој ден месец до тоа изгубен прашање, сега со овие е изгубен месец и за Македонија и за секој ден од нас. Ангелов, кој е вашиот став во однос на ова? Зошто промена кај председателот на Собранието Талат Џафери? Зошто ваква реторика одеднаш кај председателот на државата? Вие сте дел од владината коалиција. Какви се вашите информации? Што се случува? Од каде надеж дека Ковачевски ќе обезбеди 80 пратеници? Преку една реплика на дел од одговорите на Пандов, ќе дадам одговори на вашето прашање. За почеток би реплицирал дека благодарение на во наводници штетните политики на оваа влада, денес Македонија е горда членка на НАТО и е на прагот на Европската унија. Тече скрининг процесот. Останува уште малку да започнат поглавијата. Тоа дека бугарите го прикажуваат македонскиот јазик како дијалект на бугарскиот, јас сметам дека обратно, напротив, мене бугарскиот јазик, особено нивното западно наречје, многу ме потсетува на нашиот, на македонскиот јазик и никако не можам да се отргнам на мојата лична перцепција дека бугарскиот јазик е дијалект на македонскиот. Од друга страна, вие рековте дека бугарите се обидуваат, односно зборуваат за еден народ во две држави и во ово има делум на вистина. Да не заборавиме дека парче македонска земја денес се наоѓа во границите на Република Бугарија. Тоа е Пиринска Македонија. Барем така учевме во основно, во средно, на факултет Пиринска Македонија, во која што живеат македонци, кои што и од страна на бугарските власти после Втората светска војна биле признати, така што и во тоа има вистина дека еден народ живее во две држави, но тоа е македонскиот, никако бугарскиот. Причините зошто сега започнува процесот за промена на уставот мене не ми се познати. Верувам дека владата и собранискиот состав, владеачката коалиција има добри причини, сигурно тоа не го прават случајно, но ние тоа не го знаеме. Од друга страна, постојано повторувам, ВМРО ДПМН е како војска. Овој пат јас длабоко сум убеден дека председателот или лидерот на ВМРО ДПМН Мицкоски има апсолутна контрола врз пратениците на ВМРО ДПМН и не верувам дека било кој пратеник од редовите на ВМРО ДПМН под било какви услови ќе се дрзне да го напушти ставот на ВМРО ДПМН и да даде поддршка на промена на уставот без да има дозвола од лидерот на ВМРО ДПМН, односно од раководството, бидејќи секако дека лидерот не ги носи сам тие одлуки. Останува можност да се обезбеди двотретинско мнозинство само ако на некој начин го убедат лидершипот на ВМРО ДПМН да даде поддршка, но јас во такво нешто нити гледам, нити верувам. И како ќе се развиваат тогаш работите? Сакате да ми кажете дека следно нешто ќе биде предвремени избори, затоа што ако тоа не се случи, јас не гледам некоја друга фаза што не очекува. Премиерот Ковачевски беше јасен. Доколку не обезбеди двотретинско мнозинство, работата си тече понатаму. Не гледа причина да даде оставка, ниту треба да даде оставка, ниту треба да има вонредни парламентарни избори. Од друга страна, еве ги редовните чукаат на прагот, така што неколку месеци порано или подоцна нема да смени многу. Јас лично, ово е моја перцепција, мој став врз основа на информациите кои што ги имам пред се од јавноста, дека предвремени парламентарни избори нема да има, а исто така јас мислам дека двотретинско мнозинство
нема да биде обезбедено, иако сме очевидци на силен меѓународен притисок, за кој очекувам дека ќе биде уште поголем. ВМРО ДПМН напротив не попушта, туку цврсто излегува со истиот став. Мене лично ми се допадна, затоа имам зборувано и во вашата емисија, предлогот на ВМРО ДПМН уставот да биде променет, тие да дадат поддршка на промена на уставот по урнек на хрватскиот модел, како што претходно бараше власта, но во тој случај Македонија би била држава на македонскиот народ и на сите останати малцинства. И мене ова идеја ми се допаѓа и сметам дека и албанците може да направат една мала отстапка, бидејќи се работи за козметика. Дел од народи Ковачевски кои се што повлече живеат... од тоа. Мислам дека не е тоа веќе жива идеја, како да речем. Апсолутно се согласувам, нити очекував дека таа идеја ќе заживее, затоа што за жал во Македонија навикнати сме ние македонците да попуштаме, но сметам дека и на тоа треба да се стави крај, бидејќи навистина направивме многу отстапки. Во вашата емисија со Пандов ги набројувавме сите отстапки кои што ги направија македонците на штета, би рекол, на македонските национални интереси, почнувајќи од промената на знамето, името, откажување од македонското малцинство, грижата за македонското малцинство во соседните држави, кое што е живо и постои и во Грција и во Бугарија. И сите други отстапки кои што беа направени во овој период, вклучително една од најтешките отстапки, тоа е територијалната организација од 2004 година, со која што се направи масакр на македонските национални интереси во Западна Македонија, бидејќи чисто македонски општини во кои што македонците беа во убедливо мнозинство, денес звонив безмалку да не останаа македонци, бидејќи факт е дека откако се вештачки смени етничката структура во некои од градовите, како што е Струга, Кичево, Гостивар, македонците почнуваат да се селуваат некаде позабрзо, но некаде поспоро, но нивниот број се намалува за сметка на нашите сограѓани албанци, па дури вештачки беше променета демографската структура на градот Скопје и вештачки беше набилдана онаа бројка од 25%, мислам дека беше, со која што Скопје во времето на премиерот Никола Груевски стана двојазично. Не ми одговоривте дали владата ги штити своите малцинства? Ги спомнувате на два пати? Кои малцинства се извинувам? За овие што зборувавме до сега. Според уставот и според законите сите граѓани се еднакви. Ако зборуваме за во границите на нашата држава, нема потреба некој да штити некакви малцинства, бидејќи според устав надвор од неа не. Слободно можам да кажам не и тука нема ништо спорно. Нешто не ги штитиме, туку и не смееме, затоа што директно се имаме откажано тоа право и се смета за мешање во внатрешните работи на Грција или на Бугарија. Додека кога тоа Бугарија го прави во Македонија, врвен патриотски интерес на бугарите, но за жал ние сме во една таква подредена... Но тоа некој го дозволил, така? Во една... Но за жал тоа некој го дозволува 30 години, не е тоа само со оваа влада. Во двата договори, убаво го кажува што е, во двата договори со преспанскиот и со бугарскиот договор ние владата која што треба нас да не штити и македонското малцинство кој што живее во Бугарија и во Грција, па ако сакаш и во Мала Преспа и во Гора, они се тие кои што треба да се грижат. Таму видовме сега дека се отвараат бугарски клубови и ние никако не реагираме. За жал. Да, ние сме оставени. Добро е тоа што нема голем ефект. Македонците во Албанија се македонци, не се идентификуваат како бугари. Можеби некој од практични интереси ќе се изјасни како бугарин, но тие нити се чувствуваат... Можеби за подобар живот ради тој бугарски пасош или кој што... Види, ние имавме мината пракса, јас Впрочем, така и се изјаснија, дека ако се произнесат како така, тоа го прават само за подобар живот, за да избегаат Па исто како нашите македонци кои што земат бугарски пасош. Јас лично една би рекол само што ова Пандов те мола. Гоце Делчев бил бугарин, онолку колку што се бугари денешните македонци кои што земат пасоши заради подобар живот. Тоа се македонци кои што имат етничка самосвест, македонска се извинувам, луѓе кои што се чувствуваат македонци и сега прете на Пандов се извинувам, Пандов ти влегува во збор. Не, само коментар, само чисто како потсетување. Знаеш, кога зборуваме околу Мала Преспа, пошто јас по баба и дедо сум од Мала Преспа, и ги знам таму приликите, јас чисто да се подсетиме, пустец, нели, е многу познат термин во Македонија, но тој е прогресивците, шарените, како да ги наречеме, СДС и целата МВО и граѓанска
граѓански здруженија кои што беа околу нив, тоа терминот пустец го направија и луѓето кои што имаа добиено пасоши таму како едно од најголеми зло на минатата влада на Груевски. Зашто? Затоа што со македонски пасош вие имате право и да гласат. Тоа било опасен греф и никако пасош. Јас кога би бил во можност на секој еден македонец кој што е надвор од македонската границите, поготово во соседниве држави, сака да има македонска патна исправа, зашто да не ја добие? Пак ќе ти кажам, тоа беше направено пустец, како тоа смеело таму да се издаваат пасоши, иако тоа уште Љубе Бошковски, кога бевме во тоа време прва власт со Љупчо Ѓорѓевски, почнато нешто имаат поделено такви пасоши и во времето на Груевски. Да се вратиме сега од друга страна Република Бугарија, на Ангро дели пасоши на македонци и тоа кај нив е патриотски чин, тоа не е нешто кое што било кој таму го доживува за нешто негативно. Пендиков, само ќе споменам дека утре почнува судењето во Охрид, дојдена веќе во Македонија, нели, како бугарски државјанин. Меѓутоа, затоа, отом потом утре ќе зборуваме да... Дали го донесол со авион или дојде со воз? Овој пат не со авион, а не знам како, меѓутоа знам дека прочитав некаде по медиумите дека не влегол од главната врата, туку некоја врата од задната страна во обвинителството во Охрид. Да се вратиме на она што не очекува нас, а тоа е најава за лидерска средба, односно покана од премиерот Димитар Ковачевски да седне на иста маса со Мицкоски да разговараат за уставните измени. Меѓу другото, но секако и за тоа, дали сметате дека е навремена оваа лидерска средба? Мицкоски кажа дека ќе оди, ќе ја прифати, ги кажа и своите позиции, да разговараат и што по неуспехот на уставните измени, што по тоа ќе се случува. Дали оваа лидерска средба задоцната, дали можеби и претходно требаше со подпишување на францускиот предлог со сите национални? Мислам дека не е прва оваа лидерска средба помеѓу нив двајцата. Мислам дека и претходно си имат среќавано. Можеби е задоцната, но подобро некогаш отколку никогаш, и добро е да има теми поврзани со Бугарија. Лидерски средби и тоа јас би рекол, иако сум и јас самиот претседател на еден мал политички субјект, на таа средба треба да учествуваат само тие двајцата како представници на двете најголеми македонски политички партии, да седнат и да се обидат да се договорат без непотребен терет од други претседатели на мали политички партии или албанскиот блок. Сепак во прашање се македонските национални интереси, но од нив се засегнати и сите останати граѓани на државата, бидејќи ако не се постигне договор, последиците ќе ги чувствуваат сите граѓани на државата. Последиците би биле во нашето доснење на патот кон Европската унија. Што ќе донесе лидерската и дали е задоцната? Ништо нема да донесе Лена. Прво, јас апсолутно се согласувам дека е многу задоцната, пошто тука говориме дека поканата од Ковачевски ќе дојде меѓу другото, они велат, и за уставните измени. Околу уставните измени и синоќ имавме трибина во Делчево, говореше претседателот Христијан Мицкоски и го коментираше тоа дека он ќе ја прифати таа, иако се уште не е дојдена таа покана и не знаеме кога ќе биде, меѓутоа дека ќе оди, но дека околу тие уставни измени нема што да се разговара. Ставот на ВМРО ДПМН е кристално јасен и гласен и 100 пати е повторен и околу тоа нема што да се разговара, но пак се согласувам со Столе дека и тоа сум го говорил многу пати јас, дека лидерите на опозицијата и на позицијата, неважно дали е тоа ВМРО и СДС сега или ВМРО и не знам која партија утреден во опозиција ќе биде, треба на одредено време, јас не знам сега да не речам на 3 месеци, на 6 месеци, меѓутоа треба да се видат и околу важни државни работи треба да се има усогласени ставови. А да не говорам околу тоа што еве и Столе го говори, ама тоа нема да биде оваа таква средба, тоа е дека во некое идно време дефинитивно треба позицијата и опозицијата, пред се ВМРО, пак ќе речам и која идеја е опозициона партија, затоа што јас многу лош резултат им предвидувам на СДС и дали она ќе биде таа главна опозициона, така да речам, македонска партија, која идеја треба да седнат и има не една, повеќе точки
кои што се од македонски национален интерес, за кои што треба да се договорат, треба да се знаат црвените линии и на никого понатака да не прави онакви авантури и екскурзии и со кои што огромни штети ќе прави за нас како македонци, како што ги направија Заев и Ковачевски. Сега, околу ова второво, чисто како коментар, тоа не очекувам дека треба да биде Димитар Ковачевски, затоа што премногу вода помина, премногу штета направи овој човек, премногу криминал во негово време се случува, за да можеш ти као со чесен, некој со нормален патриот, промакедонски, ама под промакедонски не говорам само промакедонски кон македонскиот народ, кон државата Македонија, овие се однесуваат како антидржавни елементи, како окупатори на Македонија, кои што би ги договориле, повторно ќе речам, тие национални прашања и би имале заеднички став. Инаку, зошто е Нема запозната... заеднички став кај нас, за разлика од кај нас во Бугарија гледаме дека што и таму да се случува и толку време да не може да формираат влади, толку изборни процеси и се секогаш има еден и единствен став во однос на македонското прашање. И тоа, Елена, пази како е, дали е парламент, едногласно се гласа, дали е влада, исто, председател, сите имаат унифициран став. И кај нив не е тоа сега нешто ново, тоа е 100-150 години на назад. Жално е што еве го Ковачевски врти на екранине, па кога ќе го видам секогаш ми текнува, он како стана премиер коментираше дека поима нема од историја и дека воопшто не ја разбира историјата. Меѓутоа во Македонија, на Балкан, ти да бидеш премиер и кога си обкружен со вакви соседи кои што така те негираат, ти да си не познаваш на историјата, тоа може некакво оправдување да му биде за сите грешки што ги прави. Меѓутоа, само пред самиот себе, пред нас како граѓани на Република Македонија, тоа никако не му е оправдување и тоа е човек кој што, повторно ќе речам, само си ја води политиката, еве, Стојанче тоа го кажа, а тоа е познат став негов и покрај тоа, еве, за претходново, ако не било изгласано, ќе си останал премиер. Па каде тоа во светот го има? Ако ти цел свој постоење политичко, а неговото е релативно кратко, но како се појави е тој бугарски спор, го бута како проект и му падне во парламентот, не му помине во парламентот, во било која и оле нормална и демократска држава, тој политичар би си дал оставка. Овој Роса нема да го роси. Но за кратко се изборите. Да, запишуваше, знам дека имаше реплика, повели, слободно не е проблем. Да. Очекувам во вокабуларот, начинот на изразување малку поголемо внимание, внимателност. Зборувате дека премиерот бил антидржавен елемент, окупатор и окупаторска власт. Како окупаторска? Па вие зборувате дека ова власт е окупаторска. Јас сум дел од власта, јас сум окупатор величам. Шмајзер ми фали, шлем метален. Пандов, ние сме во една телевизија која што повеќе очигледно. Ама јас сум во коалиција, јас не бегам од тоа, види. Ние сме во една телевизија чија што уредувачка политика повеќе од очигледно е антивладина, опозицијски настроени. Тоа е окей, нормално да имаме таков медиум во државата. Дали оваа телевизија имала неприлики? Еве ги гледав рекламите пред да започне емисијата, има еден куп реклами. Во време на Никола Груевски луѓето се плашеа да се рекламираат во опозицијските телевизии. Понатака, зборувате дека СДСМ можеби нема да биде втора. Јас сум од друга партија, можеби ќе бидам самостојно ќе настапиме како достоинство. Но да ве прашам, кој би ја загрозил позицијата на СДСМ? Која партија би избила на второ место ако СДСМ до толку многу пропадне? Па мислам помали нема партии. Помали. Тоа е левица, ама левица повеќе ви зема гласови на ВМРО ДПМН колку на СДСМ. Види, да те подсетам, пред година и пол имавме два бастиони од времето има СДС. Тоа се Куманово, број 1, тоа е од 90-та до ден денес, и Струмица. Во нивниот главен бастион Куманово, каде што двата клучни функционери во државата, премиерот и министерот за внатрешни работи потекнуваат, изгубија као да не може повеќе да изгубат. Актуелен политичар кој што губи од локалното население, онде каде што живее, значи јас во кисела вода да изгубам, ВМРО односно да изгуби, или еве, да, ВМРО да изгуби, и јас ке си сносам последица, јас ке се чувствувам кабајт, ја ке се чувствувам виновен дека е тоа така. Овие,
тој град и тој општински комитет, двајцата најмокни ликови вработувале, правеле, струјат за село што има овозможувале СДСМ, 300 не ве работи. разбирам. Максим Димитриевски ги победи. Сега, тој не е ВМРО, тој не е ни левица, тој е нов Факт е политички дека субјект. е нов политички субјект. Јас очекувам дека И во ќе таа постигне изборна одреден единица, успех, но не дека во може- таа изборна единица 2, тој Пандов- човек има повторно подобар резултат Пандов, од СДС. Љупчо Ако СДС ги Ѓорѓиевски, губи, да. Љупчо Ѓорѓиевски не успеа да конкурира ВМРО ДПМН, Љубе Бошковски не успеа да конкурира. Ниту Максим Димитриевски, јас му Што посакувам, не успеа? успеа да го конкурират, да му бидат конкуренција на Да. Никола Груевски. Тоа се големи машинери. ВМРО ДПМН и СДСМ не се шега, тоа се големи машинери. СДС еве нека Максим остане кажано Димитриевски од му мене. посакувам успех, но тој ќе откине дел од гласовите, не може да биде појак од СДСМ. Стојанче, јас А да ве подсетам, цело Скопје ВМРО-вски град. да. Дали сега Скопје ВМРО-вски град, градоначалникот од која партија? Така да такви премени, да кажам, поради одредени Тоа причини, кога ќе излезе Данела сама на избори и кога ќе го Нема победи досу и 100 ВМРО гласа. и кога ќе го победи ВМРО, можеш ова да преш ама не паралела. ме разбирате, Максим значи- издегол сам и ги победил и Ковачевски и Оливер Спасовски. Во нивниот роден а град. вашиот кандидат Тони Михајловски, не знам да имаше едно интервју, не знам дали го слушавте, колку гласови Не. освои во Куманово. Каде Па не отидоа знам, ВМРО-вските гласови во Куманово? околу 10.000 Каде гласови. отидоа ВМРО-вските гласови Губиме ние во во Куманово, за жал. Отидоа на салдо. Сме губеле, мислам дека еве и Максим ми е драг пријател и му посакувам успех, и но ние, не може Стојанче, да во го конкурира Куманово на СДСМ. следните парламентарни избори ќе имаме подобар СДСМ резултат. ќе биде од или СДС. прва или втора сила. Во анкетите зборува дека ќе биде втора. Нека остане Кажаново. Еве, јас и ти Ајде. да ни даде Господ здравје и на Елена, пак после 2 години, еве. Млади смики ни даде. Ете, Зошто така. 2 години, нели ќе има предвремени парламентарни избори? Година за дена месец? и после тоа почињаат процесите. Додека е власт и додека е Ковачевски и Оливер Спасовски она што се е сега во моментов, никој не има да им оди против. Затоа што си имаат луѓето маки, ги гледаат како луѓе кои што може да им ги решат тие проблеми. Така функционира сега во моментов државата, но после тие избори и после поразот и после се што ќе се открие што правеле, а ќе има одговорност, дебела одговорност, Овде Стојанче. имаш целосна поддршка. Јас се надевам дека ќе биде уверувам така. дека таа партија на парам парче ќе отиде и дека ова е лебедова не се сите- песна сега која што ја пеат. Пандов, можеби има некои лица кои што се криминални, но не сите. Начинот на кој што зборуваше дека сите, односно раководството се криминалци. Во СДСМ има Уверен сум многу во тоа. честни луѓе. Да. Во ВМРО има честни луѓе. Несомнено дека Не има, убаво е несомнено да ги ја не етикетираме. ја генерализирам. Можеби има но- понекои кои но што- оние кои што им се сега раководство, Стојанче, тие се и политички и економски и секаков начин криминалци кои што и уште ова ќе ти Овде нема останам да се должен сложам со вас, но- антидржавен елемент. Мене некој кој што ми го сменил името на татковината, оној кој што тргнал да шурува со бугарин и да ме прави мене бугарин. Тоа е антидржавен елемент. Па тоа не знам каква лоша власт тоа до сега не го Кој го правело. подпиша првиот договор за Ма со нема Бугарија? тоа ни блага сенка од тој договор со овој договор. И кога го А потпишаа Тодор Александров, Софискиот чиј договор, лидер? ВМРО е честна Наше- партија и што беше муабетот? Ја пошто не сум учествувал, нити па ме интересира тие надворешна политика, ова локална соседиве мораш да ја следиш и ја знам, но факт е дека и Груевски и во тоа време Никола Поповски се презиваше, Поповски, да. министерот за надворешни, да, така, да. дека да, разговарале, преговарале и без малку 90% од договорот е идентичен. Оние неколку точки го прават неупотреблив, односно оние политички, историски барања кои што ги имаат и ги имале бугарине ги вметнаа во договор и сега нас ни стана услов да ние преговараме со Брисел преку Софија. И едно Тоа многу милено прашање до Пандов, го имам прашано во емисија неколку пати, кој беше председател на ВМРО-то пред Љупчо Ѓорѓиевски? Тодор Александров. Не, Рипна еден. Не знам за кога. А Ване, кога беше? Ване Петров, Не, Михајлов. Михајлов. Значи, Тој би исто било, бе види. Сега Стојанче, тоа сме го председател збореле на повеќе. ВМРО Ние пред сме го Љупчо збореле Ѓорѓиевски, повеќе. според статутот на партијата беше Ванчо да. Михајлов, пред него Тодор Мислам дека Александров. почнуваме малку да разводнуваме дебатата Да. и да ја носиме на Да. некоја друга страна, имаме актуелни теми за кои што треба да
продолжиме да разговараме, но ве оставив да реплицирате, пошто вие сте мои гости, а јас сум домаќин, меѓутоа ми се обративте, па затоа сакам да сега јас да одговорам. Да, можеби Алфа телевизија, нели, важи за една единствена телевизија под наводници опозицијска, вие така ја нарековте, јас би рекла критичка кон власта, и мене ми е жал што е една само телевизија во моментов таква, а исто така ми е уште повеќе жал, но од друга страна ви благодарам што вие сте единствениот од владеачката коалиција кој што ги прифаќате нашите покани и доаѓате во телевизија Алфа на дебата. Вие сте исклучително коректни, исклучително коректни, јас затоа гостувам, но јас со Пандов редовно гостуваме на една друга национална телевизија, еве да не ја рекламираме, каде што Пандов слободно си ги кажува неговите ставови, така што и на другите национални телевизии без исклучок може да се слуша. Вие рековте дека сме единствени. Не, така јавноста ве третира, инаку јас с краја да е. Па јас не би рекла дека јавноста само не третира, туку и владата дека не третира со оглед на тоа дека не доаѓаат на нашите покани. Јас не знам зошто од пратеници од социјалдемократите, како телевизија кон власта, и тоа е легитимно. И така треба да биде во демократско општество. Да слушнам некоја критика из опозицијата, но се уште не ми успеало, се надевам дека во следниот период ќе слушнам и некоја критика за опозицијата. Иако според вас опозицијата ќе видите. Јас да те посетам, ти беше тој кој што протестираше пред македонска телевизија, пред и ости друго до ден денес истото уредништво е него сменивме, 7 години сме на власт. Сега. Демократски ли е да власта, а тоа е повторно СДС, бега од дебата? Јас, еве, Елена ми го пренесува тоа, било кој новинар од Алфа, друга на национална телевизија кај што одиме. Зошто така зборуваш? Од тука и гледачите се чудат зашто ни е толку често, затоа што не може да разберат дека единствен или еден од ретките мажи, тоа да не биде нели погрешно разбрано, така добро, кој што има храбри жени, има храброст, ги нема. Ги нема, јас сигурно тврдам, и таа не е само со мене, е него председателот Христијан Мицкоски. Па колку пати го предизвикува, го повикува на дебата да излезат со Ковачевски. Бега, дезертира, на нашки кажаме. Никола Груевски колку пати излезе на дебата? Не е Никола Груевски. Добро, не знам зашто се враќаме пред 8 години што се случувало. На храброста тука да се може би од има дебата. Заев излегуваше премиерот Заев. Може би тоа раководство на ВМРО ДПМН и тие министри тоа кога биле не излегувале исто како мене или како Александар Николовски, зашто еден куп од ВМРО што излегуваме. Ние излегуваме и прифаќаме дебата со било кого од СДС. Тука се согласувам, сведоци на тоа. Свикаат затоа што свесни се дека немаат што да кажат, односно дека можат само да извадат некој на пресконференции, пресконференции тие што им се портпароли и да кажуваат не како не нарекуваат не демократското ВМРО, не европското ВМРО. Нека дојдат на дебата да видиме кој е европски, кој е бугарски. Сега малку да ги прокоментираме анкетите, односно на ИПИС последната анкета што излезе и што ни покажува тоа. Се насмеавте, верувам дека имате подготвено добар коментар. Немам коментар, днес сум ја погледнал анкетата, но и без да ќе ви ја кажам. Ја претпоставувам. Значи, граѓаните најмногу им веруваат на ВМРО, ДПМН и Мицкоски, имаат убедлива предност во однос на владеачката СДСМ и Ковачевски. Значи, јас зборувам за ИПИС и сега ќе ги кажам и бројките, излезат точно викендов во саботата, чинам. Да, саботата. За Христијан Мицкоски се определиле 13,5% од анкетираните, за Али Ахмети 6,6%, за Димитар Ковачевски 5%. Доколку следната недела има избори, 20% од гласачите би се определиле за ВМРО ДПМН, 12,9% би го поддржале СДСМ, 6,5% би гласале за ДУИ. Што ви покажува ова, а потоа ќе споменеме еден процент кој што е многу значаен за оние кои што не би го дале гласот за ниту една од опциите. Ова ми покажува дека нема партија која што конкурира СДСМ и тезата на Пандов дека СДСМ ќе пропадне на следните избори не е точно ова, тоа ми покажува. Која е втората македонска партија, уствари не втора, трета, ВМРО, СДСМ, која е третата македонска партија и колку проценти има рейтинг? Јас ги земав од ВМРО и од СДСМ и од ДУИ како во рамки на статистичка грешка на 3%, така што она негова теза дека СДСМ ќе пропадне, ќе се појави како феникс, нова политичка сила, бидејќи тоа сите пробавме, Љупчо и Љубе, јас пробуваше
Павле и други, да не ги рекламирам, Љупчо Ристовски од Интегра, многу мина проба, не успеавме. Честно е да се признае дека таа мисија во Македонија е невозможна, односно двете неголеми партии под било кои услови околности ќе преживуваат, едната ќе биде на власт, едната во опозиција. Сега зависи колку време едната ќе биде на власт, другата во опозиција. Прашањето ви е дека неспорно е дека ВМРО-ДПМН води не само на оваа анкета, туку води на сите анкети. И немам причина да се сомневам во анкетите, единствено процентите, некаде води помалку, некаде води повеќе, но повеќе од сигурно е дека оваа предност е голема и на следните парламентарни избори, ако ја претвориме во пратеници, можеби ќе биде 10 и значително повеќе. Зависи од анкетата и ако во очени изборите некои работи можат да бидат променети. Добро, коментар за анкетата и одиме со реклами, па потоа за неопределените сакам да прокоментирам. Чисто само за подсетување, Елена, дека Зоран Заев на година дена пред изборите 2016 во декември што беа, неговиот рейтинг беше не повеќе од 3-4%. Рейтингот на председателот и лидер на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски во моментов, во ваква тешка опозиција како што сме, е колку 3-14%, 15%. 13,5. Ете така. Тоа значи дека без сомнение веќе македонскиот народ, македонските граѓани го препознаваат идниот премиер на државата, тоа е Христијан Мицковски. И бројките вакви какви што се на година дена пред избори, а толку е, не е ни полна година, меѓутоа по правило, без исклучок, не само во Македонија, било каде во светот, драматично ќе пораснат на страна на опозицијата, во дадениот случај ВМРО-ДПМН, и ќе се намалат во рамки на власта, а тоа е СДС. И вообичаено е после 6 години практицирање власт, гласачите да се вртат кон опозицијата, не само поради тоа што и веројатно опозицијата, туку нашиот народ е и наетлив, оправдано и наетлив, и оние кои што се незадоволни, спасот го гледат во најголемата опозицијска партија и тоа секој пат фаворизира две партии, она што го повторив неколку пати. Така што во пресред на изборите тоа е сосем вообичаено, власта да паѓа, опозицијата да расте. Да, меѓутоа за причините ајде ќе позборуваме малку веднаш по рекламите. Почитувани, останете тука, се враќаме за кратко назад. За или против, добре дојдовте назад, имаме уште теми за дебата, па продолжуваме, веднаш застанавме кај анкетите, една бројка така некако е и tekako впечатлива. Вие сте политичари, ќе ми кажете како може да се врати довербата кај народот. Бројките се вакви. 39,7% нема доверба во ниту еден политички представник во државата. Ништо подобра не е ни довербата кон партиите, при што вкупната поддршка кон нив е 49%. Како да се врати довербата кај овие разочарани, неопределени, како да речам, ќе дојдат избори, како да се натера народот да ја врати довербата во политиката? Елена, со работа... Политичарите. Да, со работа и со честна работа, со вложување максимално на политичарите кои што ќе бидат избрани во едно време, само така може да се врати довербата. Може да се врати довербата ако она што го говорат политичарите, тоа и го прават. За жал, има две, зашто е таа бројка таква? Има две работи. Број 1, 6 години полни е СДС и дуи на власт и се утепа од лажење едноставно. Се што кажа испадна наопачки од тоа што го најавуваа, го зборуваа како опозиција. Тоа е едно. И второ, ниеден од нив, па дури и нивните пропагандисти, не промашуваат, не губат прилика да сакаат да се прикажуваат од типот ама сите ние сме исти. Не сме исти. Димитар Ковачевски, Оливер Спасовски и цела таа групација таму, Стево Пендаровски. Пази, зошто е тоа така, Елена? Еве Стево Пендаровски. Па пред 3 дена вели,
Јас пред недела дена нека било. Јас нема да ги подпишам законите за Бехтел и Енка. Ги гласаат ДУИ и СДС во собрание, му ги даваат као Попче ги подпишува. Излегува во јавност, вели францускиот предлог е катастрофален и како македонци јас како председател не ми се допаѓа и нема да го подпишам, за да подосна истиот е тој недела дена не е поминато, говори спротивно. Од тука како ќе има доверба луѓено? Како сепак луѓе, тие не биле партиска машина, изгласале, ама и обичен свет издегол дал глас за некој политичар. Јас искрено верувам и искрено се надевам дека после промена на власта ВМРО ДПМН ќе покаже како може и како треба да се раководи со државата. Што значи дека политичарот е слуга на народот, дека не може еве после ова претходно што го говоревме Елена за уставните измени. И апропо на анкетата, 82, 3, 4, 5% од македонскиот народ не сака да ги под овие услови бугарите да бидат внесени во. Излегува Димитар Ковачевски, вели, излегува Стево Пендаровски, сето тоа го множи со нула. Нормално е луѓето да се револтирани, нормално е да има апатија. Но ти си постојано на теренски активности и се наликува дека, мислам, не само ВМРО ДПМН, туку и СДСМ, нели со црвените илеци шетаат меѓу граѓаните, се наликува како да во предизборија да се подготвуваат за избори двете партии, така. Каква е реакцијата на народот? Можеш да забележиш нешто различно од претходните години? Многу. Искрен да бидам, мене дури на психа ми удрија ова све што изведов сега. Има многу разочарување кај луѓето. И тоа разочарување да во низ е на се ова што ни се случува и како краен продукт, најболното и најстрашното кој што никој не го коментира тоа, освен опозицијата, и без никаква стратегија како држава сме ние кон тоа прашање, а тоа е иселувањето. И тоа не само иселување на младите луѓе, Елена. Ние говориме за фамилии со веќе подоизраснати деца, продадено сето таму, ако можело нешто да се продаде, ако не можело тоа е оставено и иселено. И тоа не е само кај македонскиот народ. Јас конкретно Велес, Чашка, Градско, тие општини ги пошто имаме 20 тима, мојот тим е таму, заедно со пратеникот Игор Здравковски, со поранешниот министар за земјоделие Цветан Трипуновски, повеќе луѓе сме. Градоначалниците Марко и Кире од Велес и од Градско. Дали и околу Велес и Велешко има македонски, има бошњачки, има албански села, секаде е исто. И состојбата е исклучително тешка. Дали во дел на земјоделие, дали во дел на инфраструктура, дали во дел на образование. Ние, пази, денеска гледав кај вас на вести, дури денеска учебник за македонски јазик 2 недели пред готовост завршува годината, сега им го и дали е доподелен во сите училишта. Има немал број на учебници, поготово по историја, за разни нивоа на оделение, значи дали е 5, 6, 7, ги немаат децава. И сега. Да, има низа проблеми во државата и причини зошто да бидат незадоволни младите и не само младите. Луѓето гледаат телевизија. Ама како да се вратиме на вистинскиот пат? Јас искрено верувам дека во Македонија има се уште квалитетни луѓе, има честни луѓе, има патриоти кои што си ја сакаат земјата, кои што ја сакаат Македонија и кои што можат и знаат и умеат да ги сменат овие прилики. Добро, да му дадеме збори на Ангелов и потоа малку да проговориме за Бехтел и Енка и за законите, само ги начнавме, ама што тоа значи за работниците? Тврдите дека државниот врв се утепал од лажење, го спомнавте премиерот и председателот Пендаровски. Тврдите, карикирам, дека се криминалци. Јас лично го познавам Стево Пендаровски и од опозиција како председател. И јас можам да потврдам дека Стево не му крадено ништо. Значи не е криминалец.
Ама само Тоа дека крадењето не е лажел, криминал, ама Сторе. вие- Ама не е само крадењето криминал. Пандов, сега. не внимаваш на Да. изразите ти. Меѓу другото, во налет на патриотизам ги окарактеризируваш како криминалци. Премиерот исто така Говорењето не е... не верувам дека има учествувано во било каков криминал. Зборам за Димитар Ковачевски. Па вие ќе дојдете на власт еден ден и ќе може се тоа да го Ама откриете. видели што подпиша Сторе? За ти репли го тоа барем, ама немој молим те како не е. Ама види, Си продава земјиште на сопругата да ја продадеш земјиште. по €1, па то колку е цената во Источна Македонија, толку е цената Абе. нормална. Отидете во оние ниви напуштени, колку е Пријателе, бе, цената? не знам што да е, нема да дозволам на Понатака. таква блиска особа директно, тоа е За и да се правиш будала иселувањето после се тоа. согласувам Да. со вас дека тоа е која најголем стратегија проблем. има Ковачевски? Ама дали се сеќавате кога бевме во опозиција, овие шарените, Да. не СДСМ, пошто тие беа посебен дел, Да. исто така редеа кондори пред Да. владата, празни кондори и патеки, Да, како да, знак да. на луѓе кои што заминале. Тоа е еден проблем со кој што се соочуваме како држава и дури влезот во Европската унија, можеби ќе го засили, бидејќи тогаш ќе можат непречено да се движат, но подоцна кога државата ќе се стабилизира, постои голема можност за повратен процес. Би укажал уште на еден момент рейтингот на ВМРО ДПМН според оваа анкета е 20%. Тоа значи дека од 100 луѓе само 20 луѓе му веруваат на ВМРО ДПМН. Значи генерално недовербата кон политичарите, кон партиите е голема поради се што се случува во државата. Впрочем, граѓаните го чувствуваат тешкотијата на секојдневното живење секој ден при одење на пазарување, обично пазарување, но да не се лажеме дека било подобро и порано. Овие пари кои што сега ќе влезат покрај овие контраверзни автопатишта, еден добар дел од нив ќе завршат во домашната економија, ќе бидат како една финансиска инекција за дел од граѓаните кои што ги бидат ангажирани на работа на патиштата. Понатаму, да ве прашам едно директно прашање. Еден ден ВМРО ДПМН неспорно ќе дојде на власт. Кога и да е, дали за една година, дали за неколку години, можеби ќе има предвремени избори, карикирам, постојат секакви опции. Дали тогаш ВМРО ДПМН ќе ги внесе бугарите во уставот или не? Под овие услови не. Ние ќе испреговараме Столе, но под вакви услови ние Пандов, ти само искрено веруваш во тоа дека ќе испреговарате подобар? Да. Многу Груевски верувам. веруваше дека ќе испреговара подобар Договор? договор со Грција, па види како се заврши. Ама не гласаше човекот и не дозволи, он направи секако политичар да спречи таков штетен договор. Да сме живи и здрави. Тоа види сега. Се надевам дека не јас. ќе бидеме во оваа телевизија во дебата и после година-две. Председателот на партијата тоа го говори. Подпредседателот на партијата тоа го говори. Значи, секој еден од раководството тоа го Немам говори. причина да се сомневам дека тие веруваат во тоа. Да. И Дека нема веруваат, да дозволиме но ние јас на не крајот од верувам денот. дека може да се испреговара подобар договор. Дури и да го сметам овој како штетен, Столе, штетата не може да се јасни. поправи. Јас и секој тројцата тука, предпоставам и камерманина, секој еден сакаме Македонија да е полноправна членка на Европска унија. Меѓутоа под вакви услови не сакам. И тоа нека ме наречат како сакаат. Не сакам едноставно, а верувам сврсто дека владењето на правото, квалитетот на живење и се останато не ми зависи мене од Европска унија и некој бюрократ што ќе дојде ќе ми чекира ово или оно. Постои Туку од една луѓето, можност да речеме дали работи министерот за внатрешни работи, он е тој стапката на криминалитет какава ќе биде. Дали работи јавно обвинителство, дали работи судиите. Не работи. Постои една можност. Има корупција, има криминал. Тоа не е перцепција. Тоа е секојдневие во Македонија. Од тука, Столе, тоа, пази, има и друга работа. Не е условот за почнување на преговори, како и да ги нарекува. Отварање на поглавја. Ето, отварање на поглавја, промена на уставот. Ние имавме Преспански договор, после кој, односно за да се изгласа во собранието, да ве потсетам, Макрон, како се викаше Меркелица, Тереза Меј, Могерини, Хан, немаше некој светски, европски поготово, политичар кој што не дојде и не рече нека се изгласат тие промени, вие станувате членка полноправна на НАТО и почнувате преговори со Европска унија. Не се случи.
Зошто? Затоа што Франција, Холандија и Данска не гледаат као корумпирана држава. Кај нив основното начело во Европската унија е владењето на правото. Во Македонија не владее право. Па затоа толку навивам за Европска унија, Имаме бидејќи ние Па и забелешките, впрочем, се верувам дека ќе не натера да завладее правото, но европски чиновници за криминалот и за корупцијата. Кое што сака добро на Македонија. Јас искрено верувам дека во рок од година дена, во голема мерка, може да се покаже преку санкционирање на тие кои што правеле криминал. Сега ние имаме ситуација во која што имаш партизирано судство, имаш партизирано обвинителство. Како беше тефтерчето на Горде? Горде не е министер. 7 години зборуваме за состојба која што се провлекува неколку децении и не зборуваме за сега. Толе, ти си бил во и вработен во Министерство за внатрешни работи. МВР е институција која што има цели одели, која што може да ги санкционира, може да поднесува пријави против било кој, дали е во здравство корупција, дали во било кој сектор во Македонија, тоа не се случува. Имаме ние судски совет кој што нели е капа на судството, каде што се избираат и се разрешуваат судиите. Кога со пријател еден познаник, како и да го наречеме, другарник, кој што ги знае приликите таму во судскиот совет и го прашувам, викам, добро, дуи е проблемот, коментираме состојбава каква е, едно друго, викам, има огромен број луѓе, суди кои што се поставени од ДУИ и кои што судат по нотите на како ќе им се јави Артан Груби, како ќе им се јави Бујар Османи или било кој од нив. Колку суди имате разрешено, а се албанци? Вика, никогаш во Македонија не се има случајно да биде разрешен од судски совет некој човек кој што бил назначен од ДУИ. Па можно ли е? Еве, и као функционери тие ДУИ, можно ли е во држава 20 и кусур години се власт? Ниту еден функционер Елена немаат осуден, ниту еден судија, ништо. Се е тоа на ниво на светец дека е, ако е од ДУИ. Тоа јасно ти кажува дека системот не функционира. Ќе ми дозволиш само да ќе те прекинам, извини, ќе ми дозволиш едно прашање за Ангелов, лично е за вас. Се заканивте дека ќе ја напуштите владата на Ковачевски, незадоволни дека пратениците, така од СДСМ, не поддржа предлог закон, тој е предлог закон на достоинство за измени на законот, поправете ме ако грешам, измени на законот за бранители од 2001 година за одштета на семејствата на загинатите и на војните инвалиди од конфликтот во 2001 година. Имавте една таква изјава. Далеко од тоа дека се заканив. Јас сум претседател на една мала политичка партија која што тежи можеби десетини илјади гласови. Добро. Нашето излегување нема да направи никакво тектонско нарушување, во медиумите ќе добиеме внимание ден, два и потоа сите ќе не заборават. Но од морален аспект чувствував потреба јасно да го кажам мојот став како неформален лидер на македонските бранители, на дел од нив, еве не на сите, дека доколку одлуката која што по паѓањето на овој закон, бидејќи овде гледачите прават една забуна затоа што ВМРО ДПМН истото наше барање го поклопи со предлог закон и тоа е добро. Ние дадовме поддршка на тој предлог закон, иако имаше неколку слабости. Јас се видов со пратеник од Ковачки, кој што патеме армиски полковник и непосреден учесник како старешина во Волците во конфликтот 2001. Коалиција сте, зошто СДСМ не ви го поддржа тој закон? Поради ДУИ, исто поради тоа и во времето на Никола Груевски, поради ДУИ не беше решен овој проблем и се провлекува еве го 22-3 години. И излегов јасно и кажав, доколку иницијативата на достоинство во влада не биде решена, бидејќи истиот проблем може да се реши со владина одлука, ние ќе ја напуштиме коалицијата, одно предсвесни дека со нашето излегување тоа ќе биде како убот од комарец на слон. Значи ние не мислевме дека ќе падне владата. Меѓутоа ќе изгубите директорска позиција. Па добро, јас тоа јасно го кажав, изголемената плата, не заборавајте да кажете. Севте земав една голема плата и излегов после неколку дена на пресконференција и кажав, доколку нашата одлука не помине во влада, доколку биде отфрлена, ние ќе ја напуштиме коалицијата и на тоа стоам до ден денес. Во меѓувреме имав можност да се видам со премиерот Ковачевски, но и да поразговарам на коалицијската стреба лично со Али Ахмети, да размениме неколку реченици. Мислам дека
постои расположение да се разговара на оваа тема и да биде исправена оваа неправда која што се провлекува повеќе од 20 се години. разговара, да, повеќе години. Уште за крај мораме да привршуваме да споменеме за законите за Бехтел и Јенка, да не должиме многу, ги потпиша председателот Пендаровски. Беше очекувано, не беше очекувано, не знам, мислам дека за јавноста беше очекувано дека законите ќе поминат. Што ова ќе значи за работниците? Тие се заканија, синдикатите мораме да споменеме дека можно е и да излезат на протести, да бојкотираат и така натаму. Не знам докаде се со таа одлука. Ова значи дека Македонија за 5 години ќе има 2 модерни автопати, а доколку е направен криминал, давам апсолутно поддршка на ставовите на Пандов, кога ќе биде формирана владата на ВМРО ДПМН, детално да го истржи целиот договор, доколку има криминогени елементи, да се покренат обвиненија и да видиме дали е направен криминал. Инаку, јас како директор на Центар за управување со кризи често се среќавам во работењето со вработени кои што барат прековремено да останат на работа, да земат некој денар повеќе. Од МВР во неколку наврати ми се јавуваат брнители кои што се жалат дека не биле ангажирани прековремено и тоа го сметат како една голема неправда. Се работи за прековремена работа, впрочем кога работев во Ирак, работев 24 часа, значи немав работно време. Додека бев таму, ако седев 3 месеци бев на работа. И овде мислам дека работниците имат право да бират. Никој нема да дојде со пушка да ги натера да работат повеќе од нормалното работно време. И прековременото, од оние информации кои што ги знам, ќе биде плаќано двојно. Во спротивно, тоа би било една голема неправда. Пандов? Државнички чин од страна на председателот Пендаровски кој што ги потпиша овие закони. Да. Добро. Пак ќе речам, Стево Пендаровски е човек кој што кај што ќе плук не си лиже и тоа не му е прв пат. И мене тоа апсолутно не ме изненадува. Она што го имам повеќе пати повторувано, веројатно и секој еден човек кој што ги гледа овие работи околу тие Бехтел и Јенка, јасно му е дека тука се работи за дебел криминал, за дебела корупција, за преплаќање на нешто што има стандарди. Примерите се многу бројни. Еден пример од типот еден кубик ископ сега, да речеме, кај Блаце гранит го копа за 2,3 евра, во договорот со Бехтел е 7,6 евра. И поголем број на такви примери има, во кои што јасно се гледа дека цените се 2 до 3 пати поголеми од онаа пракса која што досега сме имале. Или во превод, ако автопатот за Штип е граден за 4,5-5 милиони, оној од Демиркапија до Гевгелија за 5-5,5 милиони, овој сега ќе не чини околу 20 милиони, и она што ние сакаме автопати, нормално, кој не сака. Меѓутоа, овде се работи за нешто кое што Македонија за долги години нанатака ќе ја стави во финансиски подредена ситуација, да треба да плаќаме многу пари за многу помалку од она што ние сме платиле. Има истата, сега еве во Србија повторно некој нов автопат Вучич ќе прави, 7-8 милиони кај нив кошта. Пошто има, нели, се поскапело, па инфлација било тоа пред неколку години, сега нешто поскапо било. Ете, 7-8 милиони 1 километар. Кај нас ќе чини криво лево околу 20 милиони евра. Да, она што го кажа и Столе, ние кога ќе дојдеме на власт, ова се ќе го испитаме и верувам дека секој еден кој што се омрсил, а има сигурно меѓу владеачкиве функционери сега такви луѓе, ќе си одговараат. Како председател на достоинство давам целосна поддршка еден ден да се испита дали имало неправилности и криминал. Ви благодарам на двајцата за вечерашното гостување во телевизија Алфа. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието. Останете и натаму со нашата програма. Од мене пријатно.